Известување по граѓанска, не по етничка основа. Дебата на оваа тема се одржа во Центарот за балканска соработка Лоја, а на неја учествуваа представници на медиумите и невладиниот сектор. Медиумите не може да видат ништо поразлично од она што е амбиентот во државата. Значи, државата, институциите, тие ги диктираат демократските процеси. Граѓанското општество, медиумите може да дадат насока, меѓутоа ако во таа насока на тој пат ви стават институциите рампи, вие не можете да одите понатаму. Така што мојот став е дека амбиентот и институциите го попречуваат тој нормален пат, таа слобода на медиуми, тој граѓански пристап. Медиумите всушност се продолжена рака во овој момент на политичарите и кои што се во функција на политичките, на бизнис елити, на власта. Така што медиумите, колку и да се трудат да направат една поинаква слика, оние кои што диктираат, оние кои што ги имат медиумите во раце, всушност тие диктираат таа приказна. Дебатата е во рамки на проектот Градење алијанси за слободно новинарство и демократско општество. Овој настане во склоп на еден голем проект што го работиме Институтот за општествени и хуманистички науки заедно со самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници на Македонија и на Асоциацијата за демократски иницијативи. Тоа е проект што се вика Градење на алијанси за слободно новинарство и демократско општество, кој што е поддржан од USAID, канцеларијата на USAID Македонија, заедно со Фондацијата Отворено општество Македонија. И во рамки на овој проект се одржуваат дебати низ градовите, јавни дебати низ градовите во Македонија, кои што имаат за цел да вклучат што поголем број на граѓани во отварањето на прашањето за медиумската слобода. И денеска сме во Тетово, каде што ќе се одржи трибина под наслов Известување по граѓанска неетничка основа, на која што ќе учествуваат Желел Незири, Сретен Коцевски, Драган Антоновски и Бојар Љуба. Пораката од дебатата беше дека медиумите и граѓанските организации треба да работат на интеграција, а не на дезинтеграција на етничките заедници.